целиот тој чин што се десил е многу травматски за жена родилка. И онака, мислам, такво нешто не треба никој да му се деси, особено и во тива ординација, све така што треба да се... Да се покрене кривична постапка барем? Па да, мислам, онака, мене некој утре да ми извади 3 органи, да ја да не знам за што и како им се десило и плюс има и муабети дека и детето го утнале на крај краева. Дека она искочила со машко или со женско или искочила со трето дете. Да. Мислам, некој треба да биде одговорен во целава ситуација. Дополнително освен тоа, туку има и случаи за тивата ординација и плюс има направена уште една грешка каде што 2 години веќе се влечат. Едно девојче каде што при операција има останата со церебрална парализа поради истиот доктор. Сега во процес треба работната комисија треба да му одземе лиценцата за доктор и да се покрене кривична постапка. Сега зошто толку време веќе има 2 години постапка против него од еден случај? Сега повторно. Сигурно има некој кој што го брани. Мислам, ако да се видува да го заташкаат него, што да го смират, да спуштат темата. Така функционираат поголем дел од работите. Ако не ги збориме доволно долго време, па некој време е да стави го таму под клиентот нека се тера. Што мислите за генерално за случајот со Сани со родилката со дивата ординација? Дали е постапено соодветно од надлежните? Сега имаше работна... Нормално, иницијално не е постапено соодветно, па се направи некој притисок, па малце почна да се постапува, па се надеваме дека ќе продолжи така, ама далеку од тоа што како треба да биде. Да, одлично дека... Далеку од тоа што би требало да биде по процедура, така. Дали мислите дека може да се обидуваат някои да го заташкаат? Се обидуваат нормално. И сега имаше... Не само тој случај, многу такви случаи. И не само во медицината, во многу други дела. Како што кажа да не навлегуваме во политика, не е битно која страна е. Значи нешто, сега работната комисија беше еден вид на позитивно решение што го направи Венко Филипче и Љупче Николовски излезе со позитивна изјава дека ќе се поведе истражна постапка, меѓутоа работната комисија уште нема никаков одговор. Дали мисли дека тоа ќе се затвори предметот со тоа што би се спуштил време Ако нема притисок, ќе се затвори. Дивата ординација. Мислам дека тој човек е психички болен и му треба помош. Дали у затвор, дали у... Против него уште не е покрената никаква кривична постапка, има само работна комисија. Дали мислиш дека работната комисија би ќе заврши својата работа или е само за да се заташка случајот? Не, мислам дека ќе се заташка случајот. Да. Да, мислам дека не е фер за многу луѓе така да патат, не само од него, од било кој друг. За некои такви случаи што некако владата Дали мислиш дека треба биде разрешен од пред се бил разрешен како директор? Да треба биде разрешен како доктор, затоа што он како доктор уште продолжува да работи во истата болница. треба да биде разрешен како доктор. Да, не треба таков човек да работи. Нација кај него дома Да. беше разрешен од директор, меѓутоа он уште продолжи да работи како доктор. И покрај тоа што против него има неколку обвиненија, едно е за родилката Јилдис, каде што има извадено 3 органи при породување. Другото е кај девојчето Амила, каде што девојчето при преглед при операција го има оставено во церебрална парализа. Што мислиш те следи тој случај? Што мислиш за доктор генерално, дали треба да има некаква кривична постапка против него, дали треба да биде разрешен и од позиција доктор? Да. Дека не е нормално тоа да ги извади органите на една жена. Тоа и треба да биде, треба да се земе нешто, да преземат нешто. Сега уште едно прашање. Министерот Денко Филипче најави работна група која што треба да се занимава со тој случај. Дали мислиш дека работната група ќе го превземе, ќе го реши случајот или само ќе се обиде да го заташка? Само ќе го затешка дека на никој не му интересира денеска дали ќе се случи нешто добро или не. Само сака да го заташка, значи. Да, беше така од почеток што го направија тоа, ќе почнаа сите, знаеш, да работат и да почнат нешто. Да.